Ах, немојте, молам, не ме смеј. Ох, па ние веќе снимаме. Ке се представиме ли овој пат? Па, мислам дека добро се намести самото тоа што во првата епизода не се ни представивме со нашите имени. Според мене паметно е така да останеме. Барем на почетокот, дур снимаме за Енигма глас, да сме малку енигматични. Добро, ми се допаѓа тоа. Енигматичноста ни одговара. Денес зборуваме за нешто што е, како да кажам, во срцето на секоја енигма. Изборот. Темата ни е мокта на изборот. Да. Да почнеме со ова. Светот некако долго време ни нудеше само една опција. Еден рецепт за успех. Знаеш, кариера, пари, статус. Се според некои туги, мерила и правила. Како да постоеше монопол на тоа што значи успешен живот. Токму така. Беше еден вид однапред дефиниран пат, каде успехот се мереше многу квантитативно, нели? Со бројки, со статус, со позиција. Но она што е фасцинантно е што сега сме сведоци на една тивка, но масовна појава на алтернативи. Како, например? Па еве, иницијативи како Енигма, например. Таа нуди една сосема поинаква дефиниција, каде успехот не се мери материјално, туку со интелектуален раст и, да речеме, духовен мир. Не се работи за некое отфрлање на светот, воопшто не, туку за свесен избор. Избор на поинаков систем на вредности. Токму така. Тој избор, ми се чини, го гледаме и во практични работи. Еве, образованието. Да, апсолутно. Наместо тие скапи бирократски системи се појавуваат нови модели, како да речеме Enigma Free. Идејата е дека основното знаење треба да биде достапно за сите. Без никакви финансиски бариери. Влегуваш, читаш, учиш. Без обврски. И тука е клучна намерата за тоа. Ова не е само некој маркетинг трик за да ти се продаде нешто поскапо подоцна. Не, ова е филозофски избор. Целта е вистинско ширење на знаењето. Тоа е избор да се даде моќ на поединецот преку информација, наместо да се гледа како на клиент. Добро, ајде да го поврзаме ова со технологијата. Имаме неверојатни алатки, социјални мрежи. Да. Ама зашто најчесто ги користиме? За селфиња, за бескрајно скролање, за прикажување луксус, што ако направиме поинаков избор? Ова е клучна дебата. Технологијата, види, е само алатка. Изборот е наш. Наместо да биде огледало на егото, таа може да биде мегафон на доброто. Мегафон на доброто. Ми се допаѓа тоа. Да, ама тука треба да се направи една многу силна критика. Вистински инфлуенсер не е оне што ти покажува материјално богатство или, не знам, совршено тело. Вистински инфлуенсер е оне што ти отвора нови хоризонти, те потикнува, те буди. Човек кој знае да те разбере, да те мотивира. Духот е тоа што вистински вреди. Апсолутно се согласувам. Наместо само да конзумираме, можеме технологијата да ја искористиме за ширење уметност, за ширење знаење. Апсолутно. Платформи како Енигма создаваат токму такви простори. Книжевно созвездие или мултимедијален облак, тоа се места каде фокусот е на содржина што буди, а не што заспива. Ола ме носи до идејата за авторитет. Во дигиталниот свет, авторитетот често се поистоветува со милион лајкови. Но дали е тоа вистинско лидерство? Апсолутно не, никако. Вистинскиот лидер не е оној со милион лајкови, туку оној кој има што да каже и знае да те натера да размислуваш. Вистинското богатство не е во бројки, туку во способноста да се подигне колективната свест. Заедно да растеме. Да, тоа е целта. И тука мислам дека доаѓаме до новата валута на нашето време. Времето и вниманието. Точно. Секој ден избираме каде ќе ги потрошиме. Можеме на банални работи, а можеме да ги инвестираме. Токму тоа е зборот. Да ги инвестираме. Изборот да се подржи една хумана и независна иницијатива, па тоа е инвестиција во сопствениот дух. Тоа е како гласање со своето внимание. Да. Гласање со своето внимание за светот во кој сакаме да живееме. Ајде да бидеме поконкретни. Како изгледа тој избор во пракса? Како технологијата се користи за будење, а не за заспивање? Да ја земеме пак Енигма за пример. Таа нуди конкретни алатки за поддршка. Да, процесот е прилично едноставен, колку што видов.
на главната платформа enigma.kodberg.page. Мгм. Горе во десниот агол има икона што личи на лист и моливче. Точно. И кога ќе се кликне таму, Се отвора цела листа на формулари. да, и преку тие формулари секој може да направи избор. Може да изрази поддршка затоа што едноставно верува во мисијата. Тоа е една опција. А другата? Или, пак, може да даде поддршка и за возврат да добие пристап до списанието Универзумот зборува. Што е модел каде поддршката директно оди кај уметниците, нели? Токму така. И овозможува целиот тој екосистем да продолжи да создава и бесплатни содржини. Тоа е свесен избор да се инвестира во колективното добро. Тоа е дигитален хуманизам на дело. Ова е навистина мокно. Значи, секој наш избор е глас. Секој пат кога поддржуваме независна, хумана иницијатива, ние практично гласаме за светот во кој сакаме да живееме. Токму така. И затоа е важно да се поддржат вакви иновативни иницијативи. Енигма не е тука да се надпреварува, туку да биде таа тивка алтернатива. Светлото на крајот од тунелот. Да, баш така. Тоа е убава метафора. Она светло на крајот од тунелот кое покажува дека постои и друг начин. На крајот се сведува на тоа дека мокта е навистина во наши раце. Во тие секојдневни мали избори што ги правиме. Токму така. Можеме да ја завршиме ова епизода со една мисла за размислување. Повели? Ако секој ваш дигитален клик беше гласачко ливче, каков свет би создале до крајот на денот? Одлично прашање за крај. Ви благодариме што бевте со нас. За да не пропуштите ништо, ве покануваме да го заследите нашиот канал Енигма на YouTube. Ке не најдете како @enigma.vizija. До следното слушање.